Добро утро, почитувани гледачи. Добро ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата за која утрово зборуваме азбестоза или хронично заболување на белите дробови како резултат на долготрајно вдишување, односно изложеност на азбестни влакна. За причините, симптомите, дијагнозата, третманот, спречувањето на изложеноста и заштитата и превенцијата, утрово разговараме со доктор Злате Мехмедовиќ, специјалист по медицина на трудот, председател на комисијата за портпарол на Комисијата за заразни болести, директор на Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација. Доктор Злате, добро утро и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и ви благодарам за поканата. Да. Тема за која што вака во јавноста многу малку се зборува. Ќе се случат некои катастрофи, некои страшни последици ќе произлезат од сето тоа, ќе зборуваме неколку дена, ќе го актуализираме проблемот, потоа го забораваме. Токму така, значи азбестот кој што го спомнавте вие на почетокот како проблем, всушност се факторизира, станува проблем само тогаш кога ќе се случат навистина поголеми несреќи и кога ќе има поголемо ослободување на така наречените азбестни влакна кои што прават тогаш штета на се она што се наоѓа во околината каде што се случила хаваријата. И ќе се зборува, како што знаете, вие неколку дена и после тоа ќе се заборави на проблемот, затоа што употребата на азбестот во текот на изминатиот век, особено во 70-тите и 80-тите години, беше прилично масовна и тоа масовно употребување на азбестните материјали доведе до тоа да го има насекаде околу нас. Не само тоа. Да се разбереме, азбестот е минерал кој што го има и во земјата, и во водата, и во воздухот. Се работи за убиквитарен материјал кој што можете да го сретнете секдека. Лесно е достапен. Тоа дополнително ја комплицира ситуацијата со тоа колку сме изложени на азбестни честици и колку треба да бидеме внимателни во процесот на нивно отстранување каде што веќе имаме употреба на азбестни материјали и како треба да го заштитиме здравјето и како да го следиме здравјето на оние кои што веќе биле експонирани. Така. Професионално изложени, така, меѓутоа и останатата популација која што во непосредна близина, така рековте, го има во многу објекти, да, е строго регулиран и забранет во многу земји, меѓутоа има многу објекти во кои што не е отстранет. Проблемите поврзани со азбестот, здравствените нарушувања, болестите кои што се вугуваат во врска со азбестот, можат да бидат доминантно професионални, затоа што најчесто се изложени оние кои што работат во производство на азбестни материјали, оние кои што работат во отстранување на веќе постоечките азбестни материјали. Меѓутоа, долготрајната експозиција од манипулацијата со тие материјали може да има влијание и врз околната популација. Сега, долготрајните промени кои што се вуваат кај вработените, кои што треба да бидат пред се заштитени со правилник за начин на ракување на материјали кои што се одржат азбест, не се правилници кои што може да се употребат на општа на генералната популација, особено кога се случуваат големи катастрофи, како на пример катастрофата која што беше пред 2 години, што имавме со горењето во комплексот Треска, каде што мислам дека преку 10.000 метри квадратни на салонит плочи, оние кои што се азбестни плочи, беа практично уништени во текот на пожарот. Тоа е сериозен голем инцидент кога се ослободува голема количина на азбестни честички и ако се повикаме на дефиницијата, односно на препораките на Интернационалната организација за истражување на карциномите, не постои безбедна граница на експозиција на азбест за било кој, не само за професионалните работници, кога е во прашање заболување, особено малигно заболување, кое што може да биде предизвикано од азбестни честички, така да им долготрајната експозиција која што е минимална може да биде еквивалентна на минималната експозиција, краткотрајна експозиција, меѓутоа со големи концентрации на азбестни честички. Така, ќе продолжиме со разговорот по првиот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавите се, поставете прашање или едноставно можете да дадете и свој коментар. Со доктор Злате Мехмедовиќ, специјалист по медицина на трудот, портпарол на Комисијата за заразни болести, директор на Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација, зборуваме за азбестоза и штетните влијанија, односно последици по здравјето на белите дробови од изложеноста или вдишувањето на азбестните влакна.
Дали само белите дробови страдаат од долготрајната ваква изложеност или може и другите органи во телото? Вообичаено експозицијата на азбестни влакна не дава промени на останатите органи. Дури ингестијата, голтнувањето на азбестните честички или долготрајното останување на површината на кожата нема да предизвика некакви заболувања кои што би требало да ги очекуваме во иднина. Најсериозните компликации се јавуваат при инхалирање, при вдишување на азбестните честички. Тоа е влезната врата за сите проблеми кои што настануваат при експозицијата на азбест и сите болести кои што денеска ќе ги разговараме, што се поврзани со изложеноста на азбест, практично се однесуваат на белите дробови, пропратно сите респираторни органи што се поврзани со азбестот. Така, кога ќе се вдишат, тогаш телото потоа е тешко да ги исфрли или не ги исфрла, така? Какви се тие влакна азбестни? Исклучително е тешко да ги исфрлат луѓето кои што се пропратно и пушачи. Затоа што намалувањето на функцијата на оној цилиарен епител кој што помага при исфрлањето на честичките при конзумирање на тутун, никотин, односно на цигари, предизвикува дополнително намалена подвижност на тој цилиарен епител и потешко се искашлуваат, потешко се исфрлуваат азбестните честички. Значи, кај оние што се непушачи, за жал во Македонија да констатираме дека секој втор човек е пушач, 45% од вкупната популација се пушачи. Ако на тоа го одземете популацијата под 16 години која што не очекувате да биде во делот на пушачката популација, уште поголем е процентот од 45%. Тие луѓе кои што имаат намалена функција, како што кажав, на цилиарниот епител, многу потешко ќе ги искашлуваат азбестните честички. Не е процесот дефинитивен, една штом ќе навлезе азбестната честичка во организмот, да не можете да ја исфрлите. Значи, поради тоа што имате рефлекси одбрамбени рефлекси на организмот кои што препознава дека страни честици се веќе инхалирани, можно е да ги искашлате, можно е да ги исфрлите во надворешната средина, меѓутоа има конкомитантни фактори кои што ќе влијаат и на тоа колку квалитетно ќе можете тоа да го направите, и кажав кај пушачите тоа ќе биде исклучително тешко. Така. Зошто толку широко распространет и широко употребуван? Во 70-тите години најмногу тој период, така, па потоа 80-тите, 90-тите така е прогласен за опасен и штетен и веќе е забранет и за производство и за употреба. Мислам дека несреќата на Скопје, генерално и на Македонија, меѓутоа Скопје е класичен пример за тоа како доживеа две несреќи во многу краток временски период. Првата е несреќата со земјотресот која беше целосно девастиран градот, и втората е со процесот на обновување. Скопје се обновуваше во периодот на експанзијата на азбестот како добар материјал кој што се користи во сите градежни материјали и пропратно во сите други индустрии. Материјал кој што беше исклучително достапен. Како што кажа, во секоја карпа можете да најдете одредени делови од бел, син или кафеав азбест кој што се користи во тие градежни материјали. Затоа што го имаше толку многу, затоа што беше толку лесно достапен, затоа што ги имаше исклучително добри карактеристики кои што може да бидат употребувани и во градежната индустрија, експанзијата на употребата на тој азбестен материјал во процесот на градење на Скопје беа практично во истиот период, и тоа значеше уште еден голем проблем за Скопје и за скопјани, затоа што сега живееме во периодот кога се уште, како што спомнавме и претходно, ги гледаме се уште салонитите кои што стојат на одредени кровови во одредени објекти во градот, се уште постојат азбестни цевки кои што се уште не се целосно заменети поради тоа што се користени во тоа време. Кажав, се работи за добар материјал, кога ќе го измешате со цемент, има исклучително висока цврстина и еластичност, што го прави отпорен и долготраен. Немате кршење вие на тој материјал. Но во одредени случаи, кога ќе има манипулација, кога ќе има, како што кажавме, големи елементарни непогоди, несреќи кои што ќе се случат, трагедии кои што ќе се случат, тогаш манипулацијата, кршењето на азбестот прави тие слободни честички, слободни азбестни честички да може да ги инхалират, и тогаш настанува вистинскиот проблем. Така. И трагедијата во Кочани, така? Така, и трагедијата во Кочани. Дискотеката. Така. Исто таму можете да ги видите тие салонити кои што се ставени на кровот на објектот, кои што при горењето, при уривањето на кровот практично се уништени, и сега таму имате слободни азбестни влакна кои што треба дефинитивно да се отстранат.
Така. Каков е тој процес на навлегување на азбестните влакна, односно вдишувањето? Како азбестозата така го прави проблемот како хронично заболување на белите дробови? Ќе ми дозволите да го објаснам тоа од професионален аспект, односно кај оние кои што имаат професионална експозиција, најчесто оние кои што манипулираат со азбестот, кои што учествуваат во неговата употреба, во правењето на производи кои што се од азбест. Постои стандардна, максимална дозволена концентрација, која што не би требало да се надмине во еден 8-часовен пондериран временски процес. И тоа е 0,1 влакно, значи 1/10 од влакното на сантиметар кубен. Можно е да има девијации во одреден временски период, кои што не смеат никогаш да надминат едно цело влакно во 1 сантиметар кубен и тоа не повеќе од 30 минути. Тоа значи дека експозицијата која што е над овие граници веќе укажува на сериозен ризик за појава на болести кои што се поврзани со експозиција на азбест. Како што кажав, кај професионалните заболувања, инхалацијата на азбест е таа која што ги генерира сите дијагнози понатаму. И ако сакаме да ги следиме дијагнозите понатаму, токму професионалната анамнеза, која што ќе ни покаже дека работникот во одреден временски период имал експозиција на азбест и азбестни честички, поради тоа што работел на такво работно место, е таа која што се поврзува со генезата на болеста, односно на тој начин ги поврзуваме појавата на болеста и причините на болеста кои што биле, како што кажав, експозиција на азбестни честички во моментот кога се случило тоа. Така. Како симптоми кои што се манифестираат, дали симптомите на азбестозата се разликуваат или се исти слични со симптомите и на други белодробни заболувања? Азбестозата спаѓа во така наречените пнеумокониози, фибриногени пнеумокониози, кои што предизвикуваат фиброзни промени во делот на интерстициумот, ткивото на белите дробови. Меѓутоа можат и перибронхално да се јават тие фиброзни промени, па поради оваа комбинација на појава на фиброзни промени и во ткивото и околу дишните патишта, доминантно се јавуваат функционални пореметувања на белите дробови, односно функционални пореметувања, да бидам појасен, означуваат рестриктивни и обструктивни промени кои што можат да бидат дијагностицирани на белите дробови. Овие рестриктивните кои што го намалуваат функционалниот дел на интерстициумот, размената на гасови, се обично доминантните. Тие рестриктивни промени се дефинитивни. Значи, многу тешко можете да влијаете на нив и со било каква терапија да направите некаква промена која што ќе го подобри квалитетот на размена на гасови на ниво на алвеоли и капилари. Овие што се обструктивните, постои симптоматска терапија која што можете да ја користите во делот на ширење на белодробните дишни патишта, бронхиоли, бронхи, поголеми дишни патишта, со цел да можете да дозволите поголема количина воздух да дојде до интерстициумот. Но штом дојде тој воздух до интерстициумот, кислородот кој што ќе треба да се размени и јаглеродниот диоксид кој што ќе треба да се размени, многу потешко се разменува баш поради таа фиброзна промена која што се јавува на ниво на алвеоларно-капиларната мембрана. Нема враќање назад. Да. Буквално како било кое фиброзно ткиво кое што сте го виделе во животот, тоа се тие бели траки кои што и на рентген, ова не е сега тоа, меѓутоа и на рентген снимките може да се видат. Вообичаено кај оние кои што инхалирале азбестни честички, промените се јавуваат во долните делови на белите дробови и се јавуваат така наречени неправилни нодуларни точкести промени, кои што не може да кажеме дека се исклучително карактеристични за азбест. Меѓутоа, комбинацијата на земањето на бронхоалвеоларен лават или на плунка или на искашлок од пациентот, во кој што ќе се дијагностицираат, ќе се видат преку микроскоп азбестни честички и појавата на овие нодуларни промени на рентген, укажуваат на тоа дека се работи за пнеумокониоза која што е предизвикана од азбест или азбестоза. Така. Имаме веќе гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Гледачот се исклучи, дали може би имаме и следно јавување или пак ќе чекаме да се обидете повторно да зазвоните, да се јавите за да го поставите прашањето кое што го имавте до доктор Злате Мехмедовиќ. Ајде во меѓувреме ќе продолжиме со разговорот.
Долготрајна изложеност 80-90-тите години, така азбестот е веќе забранет за употреба, строга регулатива и контрола во многу земји. Но години од тогаш па до сега ги чувствуваме, се чувствуваат последиците, така од таа изложеност тогашна, но и во периодот кој што следува. 1986 година во Женева е донесена така наречената конвенција за забрана на употреба на азбестот, односно особена внимателност при употреба на азбестот, затоа што утврдени се овие штетни, сериозно штетни ефекти кои што ги има азбестот врз организмот. Од 1986 година до денес се следи различен тренд на појава на различни заболувања кои што се поврзани со експозицијата на азбест. Например, во 2003-2004 година во Соединетите Американски држави експозицијата на професионалната експозиција на луѓе кои што работеле со азбест се смета дека е негдека на 2 до 2,5 милиони работници во целост, што е огромна бројка. Таквата огромна бројка на експонирани работници сериозно е изложена на потенцијални опасности во текот на наредните 10-20 години од животот да пројават болести кои што може да бидат во форма на фиброзни промени или по уште полошо да бидат малигни промени кои што ги се јават на плеврата или на белите дробови. Следењето на тие пациенти во текот на различен период од животот укажува на тие осцилации кои што ги гледаме. Има тренд на намалување на бројката на болести кои што се поврзани со азбест, зборувам за професионалните болести, да има професионална поврзаност на болеста со експозицијата на азбест. Меѓутоа, се уште сме далеку од тоа да кажеме дека сме го ставиле азбестот под контрола и дека нема да имаме повеќе болести кои што ќе бидат на некој начин поврзани со експозицијата на азбест, како што кажав. Македонија ја има таа несреќа, особено Скопје, да биде изградено во периодот на експанзија на азбестот како исклучително квалитетен градежен материјал и поради таа се уште голема застапеност во урбаното подрачје на градот Скопје, ние имаме се уште проблеми и ќе имаме се уште проблеми додека нема дефинитивно целосно отстранување на сите азбестни материјали. Така, а специфичен е и многу внимателно треба така да се прави отстранувањето во смисла и луѓето кои што ќе го отстрануваат и начинот на кој што потоа ќе се тргне онаму каде што треба да биде складиран. Толку е специфичен што 2009 година е донесен и посебен правилник во Македонија, објавен во службен весник, за начин на кој што треба да се манипулира, да се работи, да се отстранува азбестот од местата каде што ќе биде детектирано дека веќе е вграден. Тој правилник дефинира каква треба да биде заштитната опрема, време траењето на експозицијата, начинот на ракувањето, транспортот на отпадот и после тоа одложувањето на отпадот, односно неговото складирање. Конкретно, складирањето на азбестните материјали кои што ќе се отстранат се прави со закупување во земја со посебна бионеразложлива обивка која што ќе биде околу азбестните материјали со цел да се оневозможи дури и при било какви елементарни непогоди или при било какви копања во пределот на тоа земјиште, повторно да се ослободат азбестни честички кои што би биле извор на потенцијална опасност во некоја перспектива. Исклучително е скапо одлагањето на тие материјали. Мислам дека цената, барем порано беше, негдека околу 10.000 денари за тон. И тоа се одложува на, мислам, депонијата на Дрисла. Имаше посебно, се копаат посебни кратери и во тие кратери се закопува азбестот. Не знам сега колку е цената, меѓутоа таквото одлагање, споредено со одлагањето на другиот смет, кој што не е опасен, да се разбереме, азбестот е прогласен за опасен отпад. Оваквиот опасен отпад има многу повисока цена и затоа многу често луѓето, не следејќи го правилникот за ракување со азбест и за диспозиција, односно за отстранување на азбест, често пати може да ги остават и овие искршени материјали на отворено и на тој начин да предизвикаат поголема штета. Секој изманипулиран материјал кој што е искршен, кој што ја нема веќе примарната форма каде што се врзани азбестните честички со пропратните, како што рековме, со цементот кога ќе се врзани, тогаш имаме слободни азбестни честички кои што може да контаминираат. Така. Некаде дури ако прочитате може да пишува дека е азбестот како еден вид темпирана бомба. Секогаш е тоа темпирана бомба. Во Скопје, како што кажав, тоа е сериозен проблем. Така. Да го слушнеме гледачот. Добро утро, повелете. Добро утро, Игор.
А сега да прашам доктор, мене кола ме удре. Не е темата може тоа, ама кола ме удре и од тога животот ми се смена. Кола ме удре и од тога животот можам да одам. Сега мал без тогаш ме удре кола и частички ми влега, копиголито ми се направи, се ми се смена цел живот. Докторе, што може да... Так, во ред ви благодариме за зајавувањето. Искрено е прилично општа анамнеза, не да. можам навистина да знам што е, каква била травматската повреда, што е повредено све. Значи тука имате мускулоскелетни повреди, невролошки повреди кои што се направени. Веројатно дека оштетувањата се сериозни, меѓутоа во контекст на она што и претходно го најавивте, ја мислам дека за оваквите мускулоскелетни невролошки заболувања е сосема во ред да се јавите на нашата клиника, на Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација, со цел да може повторно таа онеспособеност да се врати во нормала, што е да. во основа превод на терминот рехабилитација, враќање во нормално функционирање на организмот. Слободно, еве, и го поканувам гледачот, нека дојде, нека се обрати на нашата клиника, преку матичниот лекар да закаже термин и да се јави во една од нашите амбуланти, за да можеме да видиме кои се тоа процедури кои што ќе можат дополнително да му помогнат, да го вратиме во форма на оспособеност која што е повисока од она што денес ја има и да му го вратиме квалитетот на живот. Така, секако да. Следува уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот, останете со нас. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Злате, азбестозата е само едно од заболувањата, така, или проблемите кои што може да настанат како долготрајна изложеност, нели хронично. Кои се другите останатите кои што се опасни и сериозни, а може да го нападнат белодробието? Малку посериозно заболување од азбестозата е така наречените заболувања кои што се случуваат на плеврата, и тогаш зборуваме за плеврални плаки или плочи кои што се уваат диафрагмално во делот на диафрагмата, негдека на крајевите од плеврата, и тие постепено можат да се шират, да се создаваат и на други места од плеврата, да се спојуваат едни со други и на тој начин дополнително да го отежнуваат дишењето, затоа што двата плеврални елементи имаат особено големо значење во процесот на нормалната респирација, во нормалното дишење. Доколку се намали функционалноста преку тоа задебелување на плеврата, односно создавање на плаки, се намалува и можноста за таа нормална функционалност на плеврата, односно она што е нормална плевра. Во тој случај повторно се уват рестриктивни промени кои што не оневозможуваат доволно заситување на крвта со кислород, поради тоа што плеврата не ја врши доволно својата работа. Иницијално се случуваат овие промени на плеврата и тоа се плаките. Со текот на време може да прогредираат во целосно задебелување на плеврата на белите дробови, што е многу посериозно заболување, кое што ако е пропратено и со излив кој што се јавува во плеврата, сериозно ги намалуваат респираторните функции и предизвикуваат хронична респираторна инсуфициенција. Намалување на капацитетот на организмот, на белите дробови, да разменува гасови со надворешната околина. Кога ќе се случи тоа? Ако подолг временски процес, таквиот процес на задебелување на плеврата со излив во плеврата кој што е пропратно може да се јави, може да заврши со така наречен фиброторакс, целиот граден кош да фиброзира, односно плеврата да фиброзира, и тогаш рестрикцијата е исклучително голема. Потребни се сериозни процедури кои што би можеле понатаму да бидат основа за тој пациент да биде практично и минимално функционален. Таквите пациенти се дефинитивни инвалиди затоа што кај нив респирацијата е сведена практично на минимум. Тоа е во делот на оние што се немалигни заболувања кои што се јавуваат како резултат на експозиција на азбест. Да се фокусираме сега малку на овие што се поопасните, кои што многу повеќе не загрижуваат, а тоа се карциномот на белите дробови, кој што е асоциран со експозиција на азбестни честички, и оној најопасниот мезотелиомот, кој што се јавува повторно на плеврата и исклучително поврзан со експозиција на азбестни честички.
Прво ако го диагностицирате овој вториот, така кој што е многу 99% можете да бидете сигурни дека е како резултат на експозиција на азбестни честички. Доколку направите една кратка професионална анамнеза или било каква животна анамнеза, ќе видите дека имало сериозна експозиција на азбестни честички во текот на животот на тој пациент. И едните и другите малигни болести се јавуваат во период кој што е прилично долг. Значи може експозицијата да биде денес, меѓутоа болеста да се јави за 10 години, за 20 или повеќе години, кога е, например, во прашање мезотелиомот. Да почнеме со белодробниот карцином. Белодробниот карцином не можете да го асоцирате со експозицијата на белодробните честички, но секако дека имаат влијание во неговото појавување, затоа што белодробниот карцином, особено планоцелуларниот карцином, е поврзан и со други фактори кои што исто така имаат доминантно значење во појавата на белодробниот карцином. Планоцелуларниот карцином најчесто се јавува кај пушачите и оние кои што се експонирани на загаден воздух, меѓутоа и азбестните честички имаат можност да бидат асоцирани со појава на таков белодробен планоцелуларен карцином. Вториот карцином, кој што е многу исто важен и чест, што се јавува при експозиција на азбестни честички, е така наречениот аденокарцином. И едниот и другиот се инвазивни, едниот и другиот имаат лоша прогноза, и едниот и другиот се третираат на ист начин како што се третира, без разлика на етиологијата, од каде потекнува причината за појавата на карциномот, се третираат на исти начин. Како што би требало да се третира планоцелуларен и извинете, аденокарциномот. Мезотелиомот од другата страна представува, како што кажав, карцином кој што може да се јави после исклучително долг период. Некоја што е период може да биде до 40 години. Во Америка мезотелиомот кој што се среќава кај оние што имале професионална експозиција, обично се сретнува после 65-та година. И како што кажав, при неговата појава... Биле изложени во најработоспособниот период од животот, така кога работеле. Токму така. И баш поради тоа, во доцните години, во третото доба е болеста која што ќе ја диагностицирате, малигната болест која што ќе диагностицирате кај тие професионално експонирани работници, мезотелиом поради долготрајната експозиција на азбестни честички. Се работи за исклучително инвазивен карцином, кој што се јавува исто така во делот на плеврата, може да се јави во базалните делови и неговата карактеристика е што се шири кон останатите органи, тука локално, пред се, најчесто се симнува на перитониумот, меѓутоа може да отиде и на градниот кош, може да отиде и на кон белите дробови, и кон медијастинумот, и кон хранопроводот, и неговото разлевање од местото на формирање е исклучително брзо. Средниот век на преживување на болните кои што има диагностициран мезотелиом е исклучително низок, некако околу 2 години. Веќе кога ќе се развие мезотелиомот, еден од најкарактеристичните симптоми кои што се јавува е силната пробудувачка болка која што имате во градите при многу длабок инспириум. Кога ќе внесете многу воздух, кога длабоко ќе вдишате, тогаш се јавува една силна болка која што дури и со аналгетици, изборуваме за оние најсилни опиоидни аналгетици, многу тешко се смирува. Таквата карактеристична болка заедно со дополнително рентгенографскиот наод, патохистолошкиот наод кој што ќе се добие, веќе може да ни даде дефинитивна дијагноза за појава на мезотелиом, кај професионална експозиција. Така, да. Во поглед на третманот, каде и што можеме да примениме? Да го подобриме малку квалитетот, така исклучително е тежок третманот на малигните заболувања, особено на ваквите брзи прогресивни малигни заболувања. Не можеме да го вратиме на што се оштетил. Токму така, откривањето во многу рана фаза е многу редок случај кај овие пациенти, затоа што кажат дека има многу брз прогредирачки развој на малигната болест. Кај карциномите, белодробните карциноми е малку поинаква сликата. Таму можете и по одредена порана диагностика да добијате многу подолга век на просечен век на преживување кај пациентот. Меѓутоа кај мезотелиомот, како што кажав, во моментот кога веќе ќе се диагностицира поради таа негова локална инвазивност, можност да се прелие на останати органи во делот на неговата локализација примарна, го прави исклучително малигне и исклучително лош за прогноза за пациентот. Така, да. Ако ги почувствуваме тие симптоми кои што ги споменавте, ама им придаваме ли доволно важност и значење или пак велиме кашлицата ќе помине, краткиот здив што го имам, не знам од што ми е, заморот кој што го чувствуваме, можеби од промената на времето?
Јас се надевам дека оваа емисија навистина ќе ги отвори очите Така. на многу слушатели кои што И не следат генерално сега. за здравието на белите дробови, така мораме да посветиме Мислам дека малку многу повеќе симптоми внимание. споменавме и дека тие симптоми би требало да им одзвонуваат во ушите и често пати да ги асоцираат на тоа дека нешто може да биде навистина што би имало хронични долготрајни ефекти, несакани ефекти врз нивниот организам и нека се потсетат на овој разговор кој што го водевме денеска за да си ги препознаат тие симптоми рано со цел да можеме навистина и ние како лекари да бидеме навремено информирани и да можеме да донесеме соодветна симптоматска терапија која што ќе ублажи болеста. Особено зборам за фиброзните промени кај азбестозата кои што се јавуваат, затоа што како прогресивна болест до местото, до моментот до каде што ќе прогредира болеста, тоа е тоа, немате враќање назад. Би сакале да ја стопираме порано. И ако ја стопираме порано, користејќи симптоматска терапија, промени на начин на исхрана, кратење на некои лоши навики како што е пушењето, веројатноста дека ќе го продолжиме животот и ќе го подобриме квалитетот на животот е сериозно голем. Да, и за самиот крај во рамки на законските регулативи кои што треба да се спроведат, како да се заштитиме, како да превенираме, да, одстранување, односно да не сме изложени така на тие азбестни влакна, но што друго може да се примени. Ништо, само да се почитуваат доследно сите законски регулативи кои што се донесени во однос на тоа како треба да се отстрани азбестот. Никако да не се прави тоа на сопствена рака, за тоа што постојат, како што кажав, сериозни заштитни средства кои што се користат при отстранување на азбестот. Тоа се скафандери кои што налекуваат на скафандерите кои што ги носевме за време на ковидот, заштитни елементи на лицето, посебни заштитни маски кои што имаат 100% непропусливост за честички кои што се поголеми од неколку микрони. Таквите елементи на заштита се неопходни и задолжителни кога се работи со било кој елемент кој што е од азбест и кога се отстранува истиот. И, како што кажав, краткотрајната експозиција на голема концентрација на азбестни честички може би ќе ве поштеди од оваа азбестоза како пнеумокониоза, како фиброзна промена на белите дроби. Но според препораките на Интернационалната организација, асоциација за истражување на карциномот, и минималната концентрација на азбест може да биде причина за оние малигни заболувања кои што се јавуваат како резултат на експозиција на азбест. Затоа внимавајте, оставете го тоа да го работат професионалци согласно регулативата која што е донесена во Македонија 2009 година. Да, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам ја на вас. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кој не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник во истиот термин.